Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Athletics и овие ќе збориме за вежбање со стероиди и вежбање без стероиди. Треба да знаете само едно нешто, дека има голема разлика по кога вежбате со стероиди и кога вежбате без. Значи, вежбањето со стероиди можете да направите многу брзи резултати, а и многу брзо да ги изгубите. Значи, вие треба да знаете дека цело време ако ги користите, цело време мора да имате до вас тестостерон и цело време да се боцкате за да ги одржувате тие резултати. Тоа е реалноста. Значи, се тргнете од тестостеронот, резултатите веднаш паѓаат. Значи, тоа е вистината. Реалноста е дека ако сакате исто така да вежбате со стероиди, вие можете да правите и со високи повторувања и да добиете, да го напумпате мускулот и да добиете солидни резултати. Значи, пак треба да вежбате интензивно, можете да вежбате со поголема фреквенција и затоа кога ќе зголемена протеинската синтеза, вие имате подобра партиција на нутриентите или подобро се искористуваат јагдихидратите, мастите и протеините. И кога вежбате без стероиди, значи вие треба да знаете дека треба прво да имате многу добра генетика. Тоа значи да качувате многу брзо мускулна маса и да намалувате брзо масти. Второ, треба да имате добар тренинг и добра исхрана, значи треба да имате исхрана која се базира според вашите потреби, значи според вашата активна маса. Минимум 2 грама протеин на секој килограм активна маса. И секако од 3 до 5 оброци за максимално користење на протеинската синтеза. Затоа што вие треба да знаете дека ако искористите повеќе од 3,5 грама до 5 грама за да постигнете максимална протеинска синтеза на леуцинот, значи вие треба да конзумирате секаде од 25 грама whey до, не знам, до 150 грама пилешко, затоа што пилешкото исто така содржи многу разгранети аминокиселини. Трето е програмата. Програмата секогаш треба да ви е со 3 до 4 пати неделно. Значи, за почетници, како што кажувам, дека најдоброто нешто е да се активираат сите мускулни групи. Тоа е затоа што вие кога вежбате, се активира протеинската синтеза или поправањето. И после 36 до 48 часа вашето тело ја завршува таа работа и вие можете пак да ги вежбате тие мускули. Затоа вежбањето на целото тело е според мене најдоброто нешто. Јас се уште го вежбам тоа, само ја зголеми фреквенцијата. Наместо 3 пати го зголемив на 4 пати, па на 5 и така натаму. Значи, јас го имам сами исто тренинг, сменувам варијабилите или повторувањата и разликата се гледа лично на мене. Значи, треба тоа да знаете, треба да знаете исто така дека силата е исто така многу важна. Силата, ако не прогресирате со тежините, вие ништо не правите. Вие не му додавате стрес или не му додавате причина на вашето тело да прогресира. Тоа е основата за прогресивно оптеретување. Значи, прогресивно оптеретување е тајната на било која програма. Значи, прогресивно оптеретување значи да зголемите тежина, да зголемите на серии, да зголемите на повторувања или да го намалите бројот на пауза помеѓу серии. Сето тоа ќе додаде повеќе стрес на вашето тело и така вашето тело ќе прогресира. Значи, трето е одморот. Одморот да имате помалку стрес. Стресот е катаболичен, тоа значи да разградува мускулна маса. Значи, ако имате премногу стрес и ако не спиете квалитетно, вие не можете да создадете мускулна маса. Тоа е затоа што мускулната маса бара да сте во анаболична состојба и да градите мускули. И пето нешто се суплементите. Суплементите исто така, значи, се активатори на мускулна маса, особено креатин, беталанин. Тие ќе ви помогнат индиректно да создадете мускулна маса. Значи, тие суплементи се за добивање повеќе мускулна маса. И шесто нешто што е најважно е треба да имате реални очекувања. Не можете да очекувате дека вие ќе направите убаво тело за една година, треба време. Време, потење, дисциплина, ништо повеќе. Значи, да резимираме, во овој видео сакав да кажам дека ако некој има стомачи, тоа не значи дека има автоматски знаење. Ако некој ти продава суплементи, веднаш првото нешто да го се тргнеш од него. И ако ти кажува аргументи кои се поддржани со дата или со истражување и со добри цврсти податоци за тоа, тогаш да, сето тоа треба да се прифати, зашто така ние треба да функционираме. Од рекла казала ништо не функционира.
И последно нешто, тренирање на една мускулна група неделно не е функционално. Тоа е бро сплит. Значи, функционирајте со тоа што ќе вежбате комплексни вежби. За почеток, за да создадете функционалност, да создадете функционално тело и сила, која ќе ви помогне во иднина да се направите и ваша тренинг програма, каде што ќе имате подобри резултати. Најдоброто нешто што ќе вие направите е да го направите тоа, значи да истражувате што ќе работи лично за вас и едноставно да ги трнете негативните коментари и цело време да се посветите на тоа. Не е битно на крајот на денот дали користите или не користите, битно е да знаете што функционира лично за вас. И на крај крајава, не прифаќајте секаков совет, не го прифаќајте и моето, го кажам од мое лично искуство. Значи, сум потрошил многу време, сум ги видел и двете страни, можам да кажам дека најдоброто нешто е или сплит тренинг, push-pull, legs и цело тело вежбање, како природен вежбач. Тоа е се што сакав да кажам, се надевам дека овој видео беше информативно и се слушаме до наредниот пат.